Речиси никој од тетовците со кои денеска поразговаравме не знае за што служи Агенцијата за електронски комуникации и каков вид поплаки можат да достават таму. Иако работи веќе десетина години, веројатно никој не ги користел нејзините услуги. Може да доставите до АЕК? Не знам. Не знам. Па не би можел да ви кажам. Знам нешто од прилика што како Не. Сега сте доставувале поплаки? Не. Не знам. Не знам точно, претпоставувам. Значи за недоволно добар сигнал и на мобилна телевизија и на мобилна телефонија и за кабелска телевизија. Не знам. Пречки во сигнал претпоставувам нешто. Не знам. Во АЕК функционира и кол-центар за грижа на корисници, за да може на поедноставен начин да стигнат до комплетната информација. Сепак, има луѓе кои се јавуваат за високи сметки за струја и парно грејење. Од АЕК велат дека само минатата година околу 8500 граѓани се пожалиле за проблеми со операторите. Најмногу поплаки имало за цените на телекомуникацијските услуги. Оттаму додаваат и дека доменот на агенцијата не е содржината на медиумите. Во рамки на тие 8500 јавувања, во секој случај има и јавувања на граѓани кои што се жалат на услуги кои што немаат воопшто никакви допирни точки со агенцијата. Нели спомнувавме дека високи сметки за струја, за парно и така натаму. Исто така треба да напоменеме дека агенцијата доменот на работа на агенцијата не е содржината на медиумите, за кои што исто така добиваме поплаки, но за сите оние кои што се релевантни, агенцијата за 100% од нив превзема мерки и сите тие се процесуираат понатаму. Корисниците треба да се јават прво во операторот, а доколку добијат негативен одговор, дури тогаш се обраќаат до АЕК. Операторите се должни на поплаката да одговорат за 15 дена. Агенцијата си превзема сите мерки кои што се во нејзина надлежност, што значи има можност да врши надзор во операторот, ги проверува сметките, така да на крајот решението конечно го носи агенцијата. Не можеме во првиот момент да процениме дали е основано или не е основано. Ако на пример граѓанинот се жали дека има лош квалитет на услуга, на сервис или има висока сметка, не може да констатираме дали е во право или не. Значи секогаш го упатуваме да испрати жалба до операторот. Доколку не е задоволен од она што го добил како одговор, влегува во втора фаза каде што агенцијата ги контролира работите и на крај ќе одлучи дали бил во право или не. Од АЕК информираат дека согласно кварталните извештаи, сега има повеќе од 2 милиони корисници на услугите. Само минатата година, повеќе од 120 поплаки имало за мобилната телефонија, а околу 18% се пожалиле на мобилниот интернет.